Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Благослов и мир вам во името на Исуса Христа, кој што е Спасител на целиот свет или на сите народи. Се разбира, тоа беше и објавата на ангелот Гаврил, дека тој ни донесува добра вест, вест која ќе биде за сите народи. Тоа значи дека ни една националност не е исклучена од оваа добра вест. Библијата по оваа прашање многу јасно и гласно зборува дека добрата вест, добрата порака за Спасителот на овој свет, всушност за раѓањето на Исуса Христа, е испратена до сите народи на овој свет. Како што кажав, никој не е исклучен. Исто така можеме да читаме во книгата на Джойс Мајер, каде што вели дури да беше само ти една единствена личност на овој свет, Бог кој е на небото, творец на земјата и небото, и се што е видливо и невидливо, бил спремен повторно да го прати Исус Христос, да умре лично само за тебе и да ја плати цената, која што требаше ние да ја платиме, и всушност со таа цена да биде задоволена, се разбира, Божјата правда. Но човекот Библијата зборува дека не беше во состојба да ја плати цената и да ја задоволи Божјата правда. Тоа го направи Бог преку својот син Исус Христос. И затоа нему нека му е вечна слава од сега и за секогаш. За оној кој бил и кој треба, се разбира, да дојде. Оној кој сите го очекуваме. Оној кој е спремен да им суди и на живите и на мртвите. Почитувани, вие слушате емисијата Гласот на вистината. И ова вечер, се разбира, ќе зборуваме за преведувачите на Светото Писмо. Кога зборувам за преведувачите на Светото Писмо, мислам на реформаторите од 16 век по Исуса Христа. Се разбира, нема да ги спомниме сите реформатори, но меѓутоа исклучиво зборуваме за Мартин Лутер. Значи, исклучиво зборуваме за Мартин Лутер, кој се појавил во 16 век. Без оглед на тоа дали се сложувате со теологијата на Мартин Лутер или не, останува фактот дека овој протестантски реформатор го измени светот и се избори за голем број на слободи на поединецот, на семејството и на секој народ, јазик, се разбира, и црква. Мартин Лутер е германец кој најпрво бил монах, а потоа подоцна, се разбира, станал свештеник и на крајот од сето тоа професор по теологија. Бил најуспешен протестантски, се разбира, реформатор. Потоа еве што имаме како информации, се разбира, кога станува збор за Мартин Лутер. Врз основа на Светото Писмо, Лутер проповедал дека Божјото спасение не може да се заработи ниту пак со давање на подароци на свештениците или на црквата, ниту пак преку човекови добри дела. Се разбира, кога ќе го читаме посланието на Ефесијаните, ќе видиме што апостолот Павле им зборува на црквата во Ефес. Ќе отвориме заедно во посланието на Ефесијаните, значи послание на Ефесијаните, и ќе видиме што таму Павле зборува по прашање на добрите дела. Затоа што најчесто пати ние сметаме дека ќе бидеме спасени со нашите добри дела. Во некои од наредните емисии, се разбира, ќе зборуваме околу спасението, затоа што постојат толку многу прашања, а се разбира, постои само еден одговор на сите овие прашања. Ова е доктринално прашање за кое што можеби повеќе емисии ќе се позанимаваме околу спасението.
затоа што Библијата зборува дека Бог е тој кој го изготви спасението и ни го даде нам како дар бесплатен. Преку Исуса Христа, се разбира преку Синот Божи. Павле по волја Божја, апостол на Исуса Христа, до светиите што се во Ефес и до верните во Исуса Христа. Благодат и мир вам од Бога и од нашиот Татко и од Господ Исус Христос. Читаме втората глава, како што реков на Ефесијаните, како читаме 8 па се надолу до 10 стих и ќе видиме што апостолот Павле зборува по прашање на добрите дела, на нашите дела, како што тоа најчесто пати знаеме да се пофалиме. Всушност, апостолот Павле сака да ни каже дека нема простор за да се фалиме. Еве зошто. Читаме, како што кажав, од посланието на Ефесијаните, втората глава, од 8 до 10. Зошто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, туку тоа е дар Божи. Па дури до коринтијаните апостолот Павле кога зборува за верата, тој зборува дека верата е дар Божи. Верата не е наследна, како што денеска голем број на луѓе размислуваат дека верата е наследна. Ние ја наследуваме од нашите предци. Не, Библијата многу јасно и гласно зборува дека верата е дар Божи и таа доаѓа всушност од Бога. И понатаму вели текстот: не од дела, за да некој не се пофали, зашто ние сме негова творба, создание во Исуса Христа, за добри дела што Бог ги определи претходно или порано, за да живееме за нив. Значи, ако нешто правиме, тоа е затоа што Бог ги определи нештата за да можеме да ги правиме. Почитувани слушатели, ние не се оправдуваме преку делата, за да можеме да се пофалиме. Туку Бог ги определи унапред преку нас да бидат извршени, се разбира, тие дела. Но сепак не смееме да заборавиме дека ние не сме спасени преку делата, туку сме спасени преку благодатта Божја која доаѓа, се разбира, преку верата во живиот Бог. Вика, тоа е дар Божи. Тоа мора да знаеме. Понатамо, туку дека е Божи дар, кој луѓето го добиваат по основа на верата во Исуса Христа и неговото откупувачко дело. Нагласувам дека Библијата е единствената или единствениот веродостоен извор на Божјото откровение за човекот и дека сите верници и не само црквените свештеници пред Бога имаат статус на Божјо свештенство. Лутер ја превел Библијата на тогашниот народ на германски јазик. Нешто што ќе го изврши или нешто што ќе изврши огромно влијание врз Германија. Во црквите, така и во културата, во творештвото, во книжеството, во музиката, па дури во уметноста и во многу, се разбира, слични работи. При преведување на Библијата, Лутер ја користел или го користел грчкото издание, подготвено од еден брат кој се викал Ермос и објавено е во 516 година. Овој текст подоцна ќе добие термин, се разбира, но исто така мораме да знаеме во потеклото или во самиот потек кој што се случил исто така и во Англија. И затоа оттаму настана на Библијата по наредба на кралот Джеймс King James Bible. Следните други преводи или другите европски јазици. Инаку Лутер бил роден на 10 ноември 1483 година во местото Айнслбен во источна Германија од татко Ханс и мајката Маргарита. Татко му бил собственик на рудар и потоа Мартин Лутер бил гениален ученик.
Нивото на факултетот или образованието го достигнал само една година, и тоа кога имал 17 години. 3 години подоцна магистрирал, докторирал, на 29 годишна возраст станал професор по теологија во универзитетот во Витенбург. Тоа се разбира во Германија. Ќе ви прочитам уште една-две тези кои што се запишани поврзани со Мартин Лутер. Почитувани слушатели, може би се прашувате зошто зборуваме за Мартин Лутер, иако јас напоменав дека Библијата уште пред Мартин Лутер се покушувала тие делови кои биле напишани во папируси, Библијата во други работи се покушувало да биде некако составена и била составена, меѓутоа била многу скапа и не била до таа мера ефикасна. Мартин Лутер се потрудил Библијата да биде напишана на многу едноставен начин, за да биде достапна до секој еден човек. Затоа што всушност и писателите кои ја пишувале Библијата биле овчари, па се разбира до цареви. Мартин Лутер ја превел Библијата на германски јазик со голема помош, се разбира, на своите пријатели. Најголем дел од работата, се разбира, му била препишана нему. Тој токму или толку многу го засакал зборот, што во својата книга еден автор вели: вистина за која се бореше и за која се застапуваше Мартин Лутер беше самиот збор Божи. Во него се содржаше или се содржаја сите богатства на христијанството. И секој сликар или варјар кој бил или сакал да изработи верна слика или скулптура на Мартин Лутер немало да успее ако не го представи со Библија во рацете. Библијата била дел од животот на Мартин Лутер и без неа не можел или не можело да се замисли. Се што Лутер постигнал било благодарение на Бога и на неговиот збор Божи. Ова е само еден пример како Божиот збор може да стане дел од некоја личност. Зошто зборот Божи се зборува како за жив збор во која има смисла и дека тој е жив. Овој збор е жив затоа што е инспириран и неуништив. Подобро кажано, овој збор во себе си содржи божествен живот. Тој е чист, бистар, свет и ова е многу битен и многу важен, се разбира, факт за сите нас. Почитувани слушатели, навистина прекрасни емисии имаме по прашање на преведување на самото, се разбира, свето писмо. Во наредните емисии ќе зборуваме за дејството. Дали Библијата има сила, има моќ да промени нешто или од ништо да направи нешто, да создаде нешто. Затоа, почитувани слушатели, слушајте емисијата Гласот на вистината и се разбира и длабоко верувам дека ќе ви биде од голем благослов. Имајте убава благословена вечер. Се разбира, Господ нека биде со вас. Ќе зборуваме, како што реков, во иднина за многу теми. Една од темите која што сакам да зборувам исто така е смислата на животот. Потоа, дали пеколот е реалност или некоја бујна фантазија? Дали воопшто Библијата зборува за пеколот? Потоа, ќе видиме многу работи кои што поврзани со пеколот, тие грчки изрази кои се запишани, што е тоа ад, што е тоа квевер, што е тоа шел и така натаму и така натаму. Но дотогаш Господ нека биде со вас, размислувајте. Може би размислувате дека се уште сте толку многу млади, дека едноставно животот е пред вас. И тоа е убаво ако така размислувате. Меѓутоа не заборавајте, никој не може да загарантира за својот живот. Еден ден сите ние ќе одговараме пред Господа. Ќе дадеме отчет, се разбира, за нашиот живот. Затоа внимавајте сите вклучувајќи млади, стари и деца. Господ со вас нека биде и имајте, како што реков, убава и се разбира благословена вечер. Пријатно и Господ со вас.